Матичните лекари и медицинските сестри од приватните здравствени установи од Кочани излегоа на мирен протест пред подрачната единица на Фондот за здравствено осигурување, за да го изразат незадоволството од понудените услови во договорите, што треба да ги потпишат за наредниот 5-годишен период. Лекарите реагираат што воопшто не се опфатени со најавеното покачување на платите за здравствените работници, ниту пак ќе добијат други подобрувања за извршување на дејноста, како што е со нивните колеги специјалисти. Ова е протест на понудените лоши договори, кои што договори треба да ги потпишеме од 1 јануари, а ќе важат 5 години. Понудени се лоши договори на ниво на Македонија, не е тоа нели само за Кочани. Решивме во знак на мирен протест да кажеме дека не се согласуваме со тие договори, не се согласуваме со казнената политика која е спомната, не се согласуваме со начинот на реализација на целите, на превентивните прегледи кои што ние ги обавуваме. Буџетот кој што треба да биде освоен на ниво на Република Македонија, тука не се спомнати никаде приватните здравствени установи, значи не се планирани средства за нас, како што се планирани за колегите во јавното здравство. Ние немаме ништо против, нека добие поголема плата, ама треба тоа да биде паралелно со сите, значи целиот здравствен систем да се третира на исто ниво. Матичните лекари истакнаа дека не се согласуваат ниту со дежурствата кои што беа предложени во изминатиот период. Ние не сакаме да дежураме затоа што практично тоа не е изводливо, не можеме да покриваме ние 24 часа, но и утре повторно, значи нас нема кој да не, физички тоа не е изводливо. Лекарите истакнаа дека со приватното здравство фондот заштеди многу, а сега матичните лекари не се ставени ниту во плановите за покачување на платите. Фондот за здравство со приватизација заедно со Министерството за здравство од 2007 година на годишно ниво, тоа се податоци кои што се официјални може да се видат во Фондот за здравство, заштедува близу околу 16 милиони евра. Значи ако пресметате за 11 години, тоа се огромна сума на пари кои што Фондот за здравство ги заштеди благодарение на приватизација на примарно здравство. Меѓутоа за таа цел во овие 11 години ние дали 2 пати добивме покачување и едно намалување. Значи од 45 денари стасавме до 55 денари, така да се на сметка ние траевме 11 години и повеќе на сметка на тоа што во нашата држава се води кардиохирургија, приватни ординации кои што благодарени и на нивно функционирање, дел од тие средства отидоа кај нив, ние успеавме да заштедиме на ниво на држава, меѓутоа 11 години чекавме и не добивме ништо. Сега кога се креира буџетот за 2019 година, срамота е примарното здравство да не влезе барем ни со некои минимални барања кои што треба да бидат исполнени. Првата клаузула во договорот со фондот вели дека матичните лекари треба да негуваат партнерски односи со фондот. Ние 3 месеци се подготвуваат договорите, ние воопшто не сме вклучени или минимално. Приватните лекари од Кочани очекуваат поддршка за своите барања и од Лекарската комора на Македонија, при што најавија дека нема да ги потпишат договорите со фондот. Ние сме спремни дека ова ќе продолжи и ќе дојдеме во ситуација да никој од нас не ги потпише овие договори. Затоа што неблагодарно за 11 години ние немаме ништо, каже и колешката спрема јавното здравство, нека дојдат платите и до 100.000, тоа е факт. Меѓутоа 11 години чекавме, сега е моментот кога ние ќе го кажеме нашиот збор и нема да дозволиме во овие договори кои што ќе бидат во наредните 5 години да останеме без денар. Протестот ќе продолжи наредната недела доколку од фондот не покажат заинтересираност за проблемите, а освен во Кочани, со слични барања излегуваат и останатите здравствени работници од приватниот сектор.